Сега да видиме ситуација како да ќе прикажеме дополнителни часови по други основи. Ова е пресметка, уште еднаш да напоменам, ова е пресметка на назад. Што значи, добиваме газдата, собственикот си прави своја листа кој на кој работен колку ќе му даде плата. И сега, например, работникот број 4 има и други часови освен тие работници. Како ќе се прави? Одиме кај дополнителните податци, овде. За тој вработен имаме работа во државен празник. Например, ќе ставиме овде 16. Ноќна работа 8. Викенд работа во смени исто 8. Овде имаме колона 160 час и на крајот пак 160. Забележуваме дека иако овде внесуваме часови, овие часови не влијат, не го зголемуваат бројот на вкупни часови. Што тоа значи? Ако кликнеме овде кај коцкичето, односно стрелка за поголемо, ги добиваме процентите кои се пресметуваат за тие часови во однос на основната плата. Значи, за работа во државен празник е 150%, ноќна работа 35%. Ако случајно имаме друг процент на пресметка, може да го смениме овде, место 35 да биде 25. И со рефреш ќе добиеме друга математика. Овде имаме чекбоксови кои не се штиклирани. Ова значи дека овие часови не ги изголемуваат основните часови, туку тоа се овие вредности се допонски за вработени за основните часови. Значи, вработениот вкупно работи 160 часа. Од кои за овие 160 си добива 10.257 денари, а ова се плюс 150% за овие часови. Значи, 100 од редовната работа плюс 150 од дополнително од работа во државен празник, тој за работа во државен празник практично добива 2,5 дневници. За ноќна работа добива една дневница зголемена за 30%, 35%. Значи ова се зголемувањето. Ако сакаме да евидентираме државен одмор, годишен одмор, овде ако внесеме 8, овде 100%, забележуваме дека ова од вкупните часови ги намалува основните 152. Пак имаме 160 часа. Значи ова се работните часови, ова се работни часови годишен одмор. Практично платата останува пак иста 12.000. Што да правиме? Има ситуација, например, ако имал поголем број часови, 80, бидејќи платата е 12, основицата од која потекнува платата се намалува, за да на крајот пат ќе имаме 12 и со ова доваѓаме до ситуација да доваѓаме испод минимум. Значи треба да му се скрени внимание на собственикот дека ако сакаме да прикажеме во исплатното ливче работа во државен празник и така натаму, дека платата не сме, основицата не сме да оде испод минимум. И може да дополниме. На исплатното листе за тој вработен ќе се прикажат сите часови и парите за тие часови. Уште еднаш напоменувам дека ова е пресметка на назад. За прековремена работа треба да внесеме во пресметката. Значи, кога имаме пресметка на назад за фиксни пари, еве, за овде, ако вработениот има прековремена работа, овде треба да ставиме колку часови се прековремени. И сега тука може да додадеме да си имаме наша пресметка, еве 16.000, во која се вклопени сите. Кога имаме повеќе часови од предвидените во месецот, автоматски се коригира шифрата во 0041. Кога ќе идеме во дополнителната пресметка, овде гледаме дека
Прековремените се прикажани посебно. И овие часови се повеќе него предвидените во месецот со ос. Прековременото се исплаќа 135%, односно дневницата зголемена за 35%. Овие се дополнителни часови. Значи вработениот вкупно има 168 часови. Да видиме МОПИ дали ни е точен. Контрола. Читай, пасте, open, провери.